Добро утро и од мене некако сите се чувствуваме пролетно и тоа е многу убаво. Се надам дека топлото и убаво време ќе држи уште и бидејќи менува и тоа како расположение. Денеска е понеделник, започнуваме со нешто многу весело. Предпоставувам, односно сигурен сум дека сте ги виделе незините видеа, сигурен сум дека многу пати сте ги препратиле или сте ги прегледале и самите, бидејќи навистина се многу забавни, зборуваат за нашата реалност, за сите оние ситуации кои што секојдневно не мачат и се случуваат, и што е најважно, сето тоа е направено од девојче кое што има само 10 години, меѓутоа веќе од незината 5-та година посетува часови по актерство и може да се пофали дека на 1 јуни оваа година ќе прослави точно 1 година откако започна да биде активна на незиниот Инстаграм профил, кој што верувајте дека е еден од најатрактивните кога станува збор навистина за добра и искрена забава. Сена се денеска ќе биде ова една убава семина приказна би рекол, бидејќи за прв пат и незината мајка ќе ја раскаже незината страна, да видиме со што па таа се соочува во позадина. И верувам дека ова ќе биде една приказна со која што убаво ќе ни тргне неделата. Ја имаме Марта, малата Марта и незината мајка Радица, Конески, кои што денеска ни се гости ова утро во магазин Исцител телевизија. Добро утро и добро ми дојдовте. Добро утро. Добро ве најдовме. Добри ли сте? Да, супер. Марта, прв пат мама со тебе? Да. Па заслужи, мислам, нели? Па да кажеме да. Да кажеме да. Уште не целосно, ама Да. идеме натаму. Марта, како јас и ти можевме денеска да сме вака исто облечени како договорени? Не знам. Изгледа дека близнаци и двајцата. Можем да. Во хороскопот. Во хороскопот. Ти веруваш во хороскоп? Да. Да. Ми се допаѓа ова. Радица, вие сте за прв пат. Односно ќе преминеме на ти, нели, бидејќи треба да ни биде една убава едноставна комуникација. Како мајка на Марта, претпоставам дека имаш повеќе трема од неа. Да, апсолутно да. Да, прв пат пред камери, секогаш позади камери. Секогаш позади камери. Да. Ти благодарам што денеска одлучи да ја раскажеме ова приказна. Може да тргнеме од таму всушност, како одлучивте актерските способности на Марта да ги презентирате и да ги пласирате јавно на Инстаграм профил. Само да кажеме дека Радица е таа која што стои зад профилот, бидејќи Марта е малолетна, така што се е тоа убаво осмислено од самиот почеток. Така. Па Марта од мала секогаш беше главна на камерата, значи секогаш ја снимавме, се и многу често знаев да објавам на мојот Инстаграм профил. Како поменуваше времето, викам зашто не би имала она свој профил, нели, кој што ќе биде воден од страната на родителите. Она да, има пристап до социјални мрежи, меѓутоа се тука во граница на нормалата. Си гледа, си следи инфлуенсери, нели, сето тоа, меѓутоа да. Ама преку тебе. Да, се преку мене оди, нема неизини апликации, например, нели, да може некој она да одговара на пораки или слично. Така да решивме незината актерска игра да пренасочиме на неизин профил. Одлично. Да. Марта, раскажи ми кога беше помалечка. Добро. Се сеќаваш и нови моменти кои што мама сега ги спомена, како си била главна пред камера? Мене тоа ми беше буквално одмор. Буквално се опуштав пред камера и можев да зборувам што сакам, што немав ниту, значи немав ниту тоа трема што се вика. Баш бев опуштена пред камера и нели после кога тргнав на актерска игра, бев нели имаше како емисии некој така, а малку. И баш бев она лабава. Лабава. Од секогаш си била така од малечка, нели? Сакаше да глумиш, да емитираш, сакаше ликови или што правеше обично пред камера? Или на родендените беше главна? Па емитирав, најчесто емитирав, нели, баба, дедо, мама, мајка ми најмногу ја емитира. Таа ти беше најинтересна или не ти се љутеше мама? И така. Стварно беше многу интересно и како мала плюс. Така. Интересно, а се израдува кога мама ти кажа дека сега овие видеа ќе може да ги правиме баш како видеа, да ги објавиме на Инстаграм? Јас тогаш бев, вау, мамо, Инстаграм ќе ми направиш. Буквално мислам дека дома беше хаос. Скокав, рипав, се радував. Стварно, многу баш стрекна. А се сеќаваш ли на првото видео кое што го објавивте? Да.
Скролаш ли вака цело време да видиш сега што ќе се случи, кога ќе има прегледи? Јас цело време како нели и го земам на мајка ми телефонот, нели преку нејзи е профилот, и го земам на мајка ми телефонот и како скролам, чека да видам тука колку прегледи, лајкови имам, како и нели имам исто YouTube профил. И таму цело време скролам, гледам. Интересно, од кога почна да ги постираш тие видеа на Инстаграм, се промени ли нешто кај другарчињата? Ти даваат ли коментари, те препознаваат ли на улица и повозрастните? Па повозрастните, да, повозрастните. Ама од школа нема многу комплименти. Така, малку деца. Може ич. Може ич. Ама Они се повеќе помали. да. Немаат, може би гледаат од родителите, меѓутоа Да, не се до присутни на социјалните мрежи, реално, да. Интересно е што овие секојдневни ситуации преку ликот на Баба Мара, која што нели ја игра Баба Маре, Маре, извини. А зошто Баба Маре? Кога ви И па Марта, и сната ми е Мими. А сната ти е Мими, случајно е ова или има некоја Баба Маре со сна Мими? Не, случајно е, ама нели Марта нешто и така. Са нема смисла нели да се вика Николета бабата, не знам, ова прво ми текна. Ова е како кога Марта ќе биде баба. Да, така Марта некако. и Баба Маре, кој ќе се спои, Баба Маре. Не знам, преку Марта, преку тоа име идевме на имињата на лековите. Супер, да биде најблиско. најблиско, Да. да. Сама си дава имиња, сама си дава улоги, се сама. Да, Мама тоа- само снима. Тоа ми кажа, Да. како се одвива едно снимање, да речеме, како ви текнува за кои теми, кој го прави сценариото во глава, да речеме, или стварно Марта? Да, си прави Марта, меѓутоа она кажува ајде да снимаме ова, например денес да бидам бабата. Баш тоа спонтано ни дојде, нејзина идеја беше она да биде За првото бабата. видео. Да. Да правиме како беше серијал Бабски муабети. Да, Бабски муабети. Добра. И нели први почнавме со тоа и потоа нели дојде идејата и со снаата, ама всушност идејата од секојдневието. А ти ги слушаш ли тие ситуации? Познаваш ли такви снаи, баби? Па да, Да? секојдневието кажа. Така. Значи, Има, таму да. црпиш инспирација. Да. Од таму ти текнува идејата. Да, и надвор нели вака. Се што ќе слушнаме, нејзи е инспирација за ново видео. Така и размислува веќе така, да. Да. музички. Еве пример последното видео сега што ми е со зградите. Кај нас во населбата има премногу згради што се градат и мајка ми само се враќа од работа, јас дома сама бев. И ме гледа и јас таква преправена во нејзини штикли, на шминкана, со периката, нели што Ја е. изненадуваш мама кога ќе дојде да, дома. и она вака ме гледа. И ја вика, мамо, сакам да снимаме за, како се викаше? Новите градби. Да, новите. Да. И она, ајде, утре дента така нешто. И после, Направивме сценарио, ајде, отприлика направивме како. сценарио. Нели, кажав, 3 часа ни трае тоа најмногу. Да, Може, бидејќи да. Марта И да е сниме. перфекционист. Ова тешко да биде спонзорирано од градежните компании. Да. Како ви текна за ова? Мислам да, свесни сме дека ова е нашето секојдневие Епа. и многу ме интересира дали цел текст наеднаш го снимаш? Да. Или по делови, па после тоа? Не, кој како, пример, ова наеднаш беше. И нели мама сега ги монтира, ги прави со музика, па ги сече нешто. Така, тоа е многу. не ги издавај сите тајни. И така, буквално се наеднаш, ама пример нели како и со снаата и со бабата тогаш и детето, нели? Тогаш и една реплика, пример, првен се договараме, нели, затоа што нема преправање, детето ќе го снимаме и го кажувам целиот текст на детето. Потоа ќе снимаме бабата и го кажувам целиот текст на бабата и после тоа се ги монтира, Да, после се монтира. Кажи ми вака целиот текст за детето, за снаата и за бабата, го пишуваш како сценарио или од прилика во глава, па природно ти иде кога снимаш? Како не, работиш? напишано ни е во напишано. сценарио, Како па сценарио, нели, јас го вежбам, Така. Да има насоки да. од прилика на што да се задржи. Ама, да, Она нели, си јас- додава своји да, реплики многу. секогаш. Така. Како се викаше градежната компанија Lady? Lady Invest, не, јас сум Lady, да, Lady Lady Invest. Invest. Ти си Lady А се Invest. викаше, не ми текнува како беше мама?
Не, на тоа, на Lady Lady Invest Invest. мислев, да. Да, тоа тоа сум нели како А инвеститорката, да, Маргарита ти инвеститорка, се да. вика. Браво. Маргарита, гледате дека Маргарита. Браво. На кој видео сте добиле најмногу реакции? На видеото со Со снаата и бабата. Значи, кога сна и... спремаат за Свети Никола прв пат, нешто. Да, тоа беше прв пат кога се појави снаата. Да, Да. да, во право Аха. си, да. И нели тогаш кога се спрема, нели слава беше тогаш, не знам. И нели тие денови и нели бабата си нормално, Бабата се спрема да. за слава, снајка си ужива. Тоа става. И се шминка, нели ќе одат во ресторан со мажот ти. Аха. И она нели тука работи сега и многу кавги има нешто. Како снај свекрва, Да, баш. типично балкански снај свекрва. Така. Наредица многу ме интересира. Ова е онај убавиот, позитивниот, забавниот момент, меѓутоа, има ли родители кои што те осудија на некој начин, што ете Марта на 10 години е присутна на социјални мрежи и така натаму, со оглед на познавајќи го нашето општество? Сега да бидеме реални. Да, има, верувам дека има. Лично не ми се обратиле. Нели, меѓутоа, како и за сите, така и за нас сигурно се коментира. Од кај, нели, позитивни коментари има и негативни, па ќе Така кажам, се. лично ми се нема обратено никој. Меѓутоа, со тоа што некогаш Марта знае да биде одбегната во училиште или не знам, некои коментари да добива. Од така да кого? ние некогаш и од соученици се генерално Марта не е дете кое што не знам, се фали или не знам како да кажам, она е секогаш своја. Така. Мислам, може и да се види, Тоа она се е, гледа. да, Таа своја. ужива во ова што го прави, И таква е, не може да скрие емоција, кога е нервозна, кога и се плаче, кога е среќна. Не крие емоција. Сега дали од другата страна на некој Е тоа спремен, е да. спремен да го прифати или не, тоа ни е малку предизвик кој што работиме и ќе го средиме. Така е, па добро, кога малку одскокнуваш од околината, тоа е сосема Да, очекувано. да. Би рекол секаде, а посебно па и кај нас, а како реагираат наставниците? И има ли поддршката од наставниците? Па да, има. Да. Да. Сега, нели, наставниците немаат Инстаграм, ама не Немаат Инстаграм? Колку години имаат Имаат, ама не наставниците? Сигурен сум дека те лажат. Ама, нели, вака по емисии, пример, што ме гледаат, по представи. На YouTube, твоите видеа да. се секаде достапни. И има доста поддршка од наставниците. Браво. Тоа е многу за особено од похвалба. наставничката, како се викаше, по театар. Наставничката, кој е по театар? Што имате пракса, што имате? Не ми текнува. Актерска игра, нешто што правите во школа? Може во некоја школа- секција? Да, секција секција, имате, да. Да. Слободна секција, нели, во трето одделение, од четвртото они почнува и се бираш. И јас заокружив што сакаме да има театарска секција. Мене во првото полугодие ме ставија таму и стварно многу убаво беше. И сега, еве, нели, јас сум второто полугодие во друга. Јас сум во конфликти сега. Во конфликти? Решава Многу сериозно, Марта. И што правите во конфликти? Дебатирате? Не, има исто така како глумиме нешто, решаваме конфликти. Конфликти, аха. Да. Ама не е нешто сериозно, онака лабаво. Така, ама добро да биде интересно, Да, нели? да, биде да. Како интересно. сваќа на училиштето, лабаво. Имаш ли петки? Да, сите ми се пет. Сите ти се петки? Сите. Значи, тука наставниците и тоа како не може ништо да ти кажат, бидејќи ти си учиш паралелно додека нели сето ова друго го правиш. Радица, интересен е моментот што велиш дека од секогаш сакав да имам ќерка која што ќе биде актерка. Да. И еве некако тоа се остварува. Ми се исполни сега за сега, нели? Така. Она Екон тие води, се надевам дека ќе продолжи, дека ќе се гордееме, ќе биде успешна актерка. Така. Да. Сака да студира Сака, актерство. Мислам многу е рано од сега, меѓутоа да еве. Меѓутоа желба има. Има. Ама ми рече во странство. Тоа Да. пред емисија ме го кажа. Зошто баш во странство? Зашто гледам доста серии и сметам во Македонија искрени да бидеме, не се прават нешто вау серии што се гледани, што се и ради тоа. Значи ти сакаш Сметам некои дека да, ептен таму е бомбастични подобро, серии, да. многу популарни. Кои серии ги гледаш? Какви серии ти се интересни? И па некои со не баш со магии, како има влезени се во улога, како не, јас не сакам некои хорор серии, нешто такви, ама влезени се во улога, пример, има една серија Stranger Things. О, јас знам.
Да, и една девојче нели има вака како магија и пушта нешто. тоа тебе ти е интересно? Да, и така, да. Такви нешто и сакам нели позади камери има на YouTube како се снимало и нели пример вака има една сцена како таа лета горе па и нели тоа вака ја закачуваат и сакам да видам како ја сакам. Во зелената соба. Да. Среќа не почна интересно. по дома да лета. Правиш ли по дома театар? Да, многу. Сцена, завеси, да? Јас кога станувам нели за школа, се мијам заби и не огледала вака нешто, па гледам, па не стварно театар дома мислам треба мната да го направиме. Браво. Па може. Со карти по 50 Да, денари. Баш ти е гаел. Да. Приватен театар. Кога сме кај мната да споменеме дека Тони Михајловски ти е учител, ако може така да Да, и голем кажеме. поздрав до нив. Јас сум многу задоволна од актерската школа. Ете така, колку си среќна што имаш можност од едно такво актерско име реално кај нас, од врвот на актерите, да ти биде учител. Многу. Учиш ли многу од Тони? Да, мене голема желба, нели јас како помала, голема желба ми било да сум го запознаела и еве. Ден сега ми било ученик да видам на Тони Михајловски. Нели он е од попознатите актери. Така е, така е. Исто така не е само Тони Михајловски, Александар. И Александар, Михајловски, неговиот син. Да. Почна ли да доаѓа Александар или уште со ногата има проблем? Па дојде на представата, дојде, нели, да не види, значи толку го знаеш, го изна гушкавме, толку бевме среќни и он вака кога не виде, стварно бевме среќни, ама кај да ќе за здрави ќе доаѓа на час. Одлично. Значи ти уживаш во Да, оваа школа. да. Напорно ли е понекогаш основна школа, актерска школа? Со основната школа напорно е, некого не му е напорно, ама сметам дека нели кога ќе одам на актерска школа, се опуштам. Си ги давам сите емоции, еве јас имам една другарка таму и си кажуваме буквално се. И си споделуваме и таму, значи како се опуштам. Убавено. Да, сите Убаво. проблеми ги исфрлам од себе и се фокусирам само на тоа. Така, и какви проблеми има Марта? Во училиштето. Во училиште, нели со децата сега, овој тој ти рекол, на мои години, овој тој ти рекол, тој вој ти рекол. Не, мене, еве мама како што кажа, не ми имаат како лично кажано, ама ме коментираат позади. Пример, ги гледам како ме шепкат, па вака мене ме гледат. Марта. Ама ти се правиш така. Си поминуваш. Да. Тоа е тоа. Во меѓувреме доаѓа на кај студио Баба Маре и многу ме интересира што има да ни каже, а ми вети дека има нешто да ни пренесе на сите нас. И Марта, морам да кажам, пред емисијата ми рече, значи, кога ќе се маскирам, ти не ме прашуваш мене како Марта, туку мене ме прашуваш како Баба Маре. И многу ми се допаѓа тој нејзин став, така што верувам дека Баба Маре ни е скоро готова. Знаете како е бабите, обично сакаат да се средат, да бидат поелегантни, со наочарчиња, со некој ланче од бисери. И сега вака како што ги гледам во позадина, не знаете што, те малце да ставиме како се спрема, тоа ќе биде интересно. Малку да откриеме како се подготвува. Ајде, Баба Маре, накид не ли ставаш? Не кеш накид. Ај стави, Баба Маре, знам дека ова ти е омиленото ланче. Чекај, пушти, јас знам сама. И Баба Маре е малку строга, мене така ми делува. Знаеш, може станата на лева нога. Убаво ти стои Баба Маре. Баба Маре, како си? Добра. Добра ли си? Да, ти дете? Одлично. Еве, на работа. Опа. Ништо. Ајде, Нешто. Нека стои. Ке пиеме ли кафе? Јас пиев дома, остај. Чекај сега јас да ти кажам ова. Значи, кога ќе ми почне денот, со ја сакам Македонија. Да, и првото кафенце, ева сега, док денес гледав. После вас ве гледам. Убави, златни деца. Значи, алао да видам. Попут да не ве урочам. Фала ти многу. После, со второто кафе... Не, извини, добриот доктор, нели? И знаеш, без кој ќе ми докторите не може. Да. И кој ќе ми се падне некоја моја тема, одма се јавувам. Значи, одма. Те препознаваат одма во студио. Да. Браво, бе, Баба Маре. После со второто кафенце,
брза кујна. Со Снајка, да, се гледаме со Снајка брза кујна. Она не е многу брза, ама ајде гледа, може нешто ќе понаучи. И после Лилето ја гледаме. Значи, фали уште милиона да отидам да го земам и тамаме. Ајде ти да немаш нешто да ја прашаш баба Маре, повели? Па не знам, баба Маре, многу кафе пиеш? Не ти ствара тахикардија? Не бе, таман работа. Навикната си на Јас, кафе. па што? Ја учиш ли Снајка да готви по дома? Ја Слушам учам, нешто ја колачи учам. сте правеле заедно. Ја учам многу убави колачи она направи, да кажам право. И помагаш ти? И помагам, ама гледам дека ништо не сака да ме слуша. Не можам веќе до тука ми е живците, јас нема да ги трошам со незе. Се Ами нервираш, како, а? да. А со пријателките си седите ли пред зграда? Си седиме. Со кафенцето, ама не, види, они доаѓаат нели кај мене, ние Лилето ја гледаме. Аха, Да. се собирате значи за Лилето кај Да, вас? да, обавезно А не тоа. си се пријавила баба Маре до сега? Абе, види сега, јас сакам да се пријавам, ама немам кога, треба Снајка да ја учам. Па добро. Ама добро, кога ќе ја научиш па Снајка да готви, после ќе може да се пријавиш. И двете, те молам, каде бе Снајка. Апсолутно. Си легнуваш и рано навечер. Па Снајка ме тира да остануваме, ама гледам веќе, знаеш, она сериите тие што ги гледам. А, турските ли? серии. Не, она некој таму, не знам кој ги Таму гледа. модерни некои. Да, јас си ги гледам моите турските серии, цело време тука кавга по дома и си легнувам. И си легнуваш. Да, не можам веќе И да другиот тркам. ден пак кафенце, ја сакам Македонија. Да, така, класично. Браво, баба. После Мартето ми оди во школа. Она на Мартето работа. добра ли е? Добра е. Добра е. Учи сите петки. Сите петки? Да. На баба? Баш на мене. Браво. Да. И покажуваш ли нешто за школа? Јас си покажувам, ама кога што гледам, Снајка нешто мрчи у позадина. Ама тоа е живот. Живот. Живот, што да правиш? Браво за баба Маре. Браво, многу ми се Баш допаѓа вака што ни е си влегува забавно, во незиниот филм. Марта нема да ја видиме до крај на емисијата, сега ни е баба Маре, ама споменавме дека имате интересен актерски јазик. Како се викаше тој? Джибриш. Джибиш. И што значи тоа джибиш? Абе, не знам, дете тоа нешто го збори Марта што иде на глума, моја Марта. Добро. Нешто збори таму некој измислен јазик, не знам. Аха, ама јас дознав дека Марта те научила и тебе, баба Маре, да зборуваш. Само го зборува тоа, обседната е. Да слушнеме малце нешто што те научи Марта? Абе, слушај, ајде сега да почнам. Да. Ајде. Race and the Fuquai, I reckon the Sui coffee in the Philippines. A lake and a favorite soul, a week in a coffee and a wish and the K, a live in it. Не знам сега, јас тоа, знаеш, мене малку грло ме фаќа. Те фаќа па годините. Па не само годините, види го времево какво е. Вчера А сонце те боли пукаше. кичма са вајле? Малку. Денеска не баш. Зависи од времето. Да. Значи вчера беше убаво сончево, денеска види го какво е. Катастрофа. Катастрофа. Апчиња, Значи, пиеш ли катастрофа. нешто апчиња? Или добра Апчиња си? пијам. За притисок. Да, за притисок обавезно тоа. Добро, ама вака си добра, супер. Да, супер супер. Пешачиш покрај Вардар на кеј? Хау, ретко. Ретко, а? Те бола нозете или зошто? Ме боа, да. Ти боа. викам како на ова време да земеш да пешачиш ти се. Никако. Никако. А цвеќенца чуваш ли на тераса? Да, обавезно, каде без тоа, да. Ги полева ли Снајка? Снајка ретко. Ама баба Маре секој ден. Да, она не е фан на цвеќиња. Добре. И тоа ич. Многу ми се допаѓа фризурата. Фала, сега треба додам да се шишам. Да? Ќе ја Да. правиш малце пократка? Па може, да. Баба Маре не те праша за 8 март? Ќе Што одите ли со другарките некаде? Па да. Лилето ќе ја гледаме за 8. А пак Лилето ќе гледате за 8 Ама март? ти кажувам, нас тоа ни е домашна атмосфера. Ама недела се паѓа сега, па нема да ја има Лилето. Лиле, стварно, Да. 8 март недела. Значи ништо со Па време. ајде, еве таман ме потсети, ќе се договорам со другарките.
Така договорени сме. Имаме уште кратко време. Уживате ли по дома со сето на што Марта успева да ви го приреди секојдневно? Да, дефинитивно да. Некогаш знае да биде турбулентно. Нели, секој со обврски после работа ќе дојде, нези се игра и се прави и се преправа по дома сцени на сите страни по сите соби, меѓутоа се сноѓаме. Така, зема ваша облека, знае да се преправа. Да. Плакарите никогаш не ми биле посредени. Така да. Така. Предизвик да се има веројатно такво дете, меѓутоа истовремено е веројатно голема гордост, уште од тие мали години што си викате со сопругот кога ќе ја гледате Марта на сцената, на театар, на само 10 години. Какви чувства буди во вас тоа? Искрено сме горди. Јас сум и голема плачка, секогаш си се расплакувам кога ќе видам, без разлика дали само ќе пројда низ сцена, меѓутоа тоа за до таму да стигне е дефинитивно успех. Така. Успех. Има представи, игра во представи, и кастинзи доста после това, така да сме ангажирани. Сето тоа бара многу ангажман, бара време, бара енергија. Успевате ли да се координирате со ова брзо темпо на функционирање? Да. Од понеделник до петок сме таксисти. Сабота, недела одмараме. Баба Маре со личен таксист. Да. Плаќаш ли нешто? Не, Снајка плаќа. Снајка плаќа. Ќе ти берем за тоа ја бива. Фала Богу, а од пензиичката нешто тргаш ли на страна? Па тргам, ама никако се нешто ме фаќа тука у криза, у тесно. Во тесно, Да. Ама добро. Ке се пројде. Се поминува. Има време. Се поминува. Многу ви благодарам за денешно гостување. Мене беше навистина многу забавно. Благодарам и вас. Ќе се врати Марта или баба Маре? Ќе биде до крај. Абе, остаја сега Марта таа, Марта. Ај, нека оди, нека за школа, нека се спрема. Да, за школа баш. Може. Многу ви благодарам. За мене сум и јас. За сите ми се допаѓа. Како беше на каква внука, таква баба. Да, така некако му доаѓа. Каква баба, таква внука. Каква баба, таква внука, да. Да се гледаме зубави работи, да останеш многу креативна, доследна на она што го правиш и сето ова да станува уште повирално, да ти се оствари ден сонот да студираш актерство во странство, да бидеш во некоја серија како Stranger Things. Фала. Ете така, фала ти уште еднаш ти тебе, Радица, да се гледаме зубави работи. Така е, само убавини. Фала многу. За сите некои што не го следите, треба да го заследите профилот на Марта на социјалните мрежи или па на YouTube каналот. И останете во добро здравје, имајте убав ден. За крај ќе одиме со Владко Лозановски, една одлична песна која што е снимена во Италија, односно Венеција, се вика Маскенбал, одамна не сме слушнале, па затоа денеска поврзано со темата одлучивме да го направиме тоа. Чао, чао.